Еве сега ги хендламе првите минути од 19 часот, помалку стандарден термин за студио Мода во студио 1. Сергеј, доцниме денес малку, ама... Доцниме малку, меѓутоа програма во живо, како што можеме сите да приметиме, и се случува се случува, така е. Денес навистина многу содржини, тоа е единствената причина зашто малку доцниме. Јас сакав да влезам во студиото и да искористам прилика да те најавам и да најавам она што ќе се случува и од 21 часот практично во ова истото студио. Ќе се дружите понатаму и со Сергеј и со мене и со нашите вечерашни гости, соговорници. Тоа што ни е тема на муабет се секако говорот кој што Сергеј го користи во своите емисии, дали од тој говор е некој навреден, дали смее да ги користи фотографиите од Инстаграм кој што ги користи во своите емисии, така натаму и така натаму. Ќе имаме прилика на сите оние што атакуваат овака или онака или се неинформирање по прашање на полиците за социјални медиуми, по прашање на нашите закони, по тоа што го работиме тука и како на кој начин го работиме, ќе имаме прилика да им објасниме со нашите гости кои се дефинитивно компетентни на таа тема, да им се објасни на гледачите што и како јас работам и зошто го зборувам тоа што го зборувам и во каква форма е тоа се каже. Така, денес имаме повторно фотографии, Инстаграм. Денеска повторно ќе ги стартираме и Скопските улици, ќе покажеме на гледачите што е добро, ќе покажеме што е лошо, ќе ги стартираме малку и машките, ќе видиме што се случува во свет. Тоа е тоа. Денес кога бев во Марела, девојчето што работи таму ми вели, мене сега веќе ми е страв да се шетам по Скопските улици за да нема фотографирање. Знаеш како, од мене нека не е страв, не треба да биде страв од Анџелина Џоли. Да. Од неа нека е страв. Она гори. Така е. Сергеј, твоите 30 минути почнуваат сега. После джинглот. Strike a pose. Без музика влеговме во студио. Добар ден, добро вечер, односно драги гледачи, со мене Сергеј Варошлија во уште едно издание на темата мода. Пред да преминеме на тековните содржини, што имаме на спремно за денеска, јас би сакал денеска да ја повикам, ќе ми прави друштво холивудската звезда Джоан Крафорд. Папараци. I would rather be here with you than anywhere else in the world. Она вика дека е многу драго, дека е уствари најдраго што е денеска со вас, него ли било каде на светот. Мислам дека нема да ја биде толку драго, или ќе пукне и не за душата, меѓутоа ќе видиме што имаме спремно. Така да одиме прво со Скопските улици. Како изгледаат луѓето на Скопските улици? На првата фотографија имаме момче, кое што ја се третира себе си во многу една едноставна, минимална, бейзик варијанта, сосем адекватна за прошетка низ град, без оптеретување, без никакви си креативни замисли, што е сосема во ред, сепак е прошетка на поштат. И е лето. Гледам пар, кој многу ми се допаѓа како изгледа и како се стилизирани. Прво се гледа дека се пар заради тоа што се држа за рака. Одлично се истилизирани. Многу ми се допаѓа фустанот кај девојката, ми се допаѓаат сандалите, ми се допаѓа торбата. Дечкото со помаранџестата мајца, сивите фармерки, црните патики. Значи заедно некако не знам дали се договорили или не, меѓутоа мене лично ми е многу убаво кога ќе видам, не е битно дали станува збор за пар или за друштво, кога се некако синхронизирани. Во овој случај браво за двајцата. Класичен, стандарден, уличен изглед. Бела мајца со принт, скинат джинс,
Можело девојчето изгледа добро, меѓутоа многу ќе беше по урбана или по кул, да не кажам, доколку имаше доле некоја си добра патика или колар. Одличен летен фустан, одличен изглед, супер е собрана косата. Јас лично не го сакам моментот на шетање со апостолки по улица, меѓутоа не е дека е нешто страшно или не е дека ми смета. Заради тоа што мислам дека тие апостолки или тие папучи се исклучиво за на плажа, али тоа јас така мислам, што не значи дека не може да се носат и по улица. Во овој случај, на овој минимален црн фустан, и ми личат доле апостолките, мада по мене ќе беше одлично да имаше доле црни балетанки, ќе изгледаше многу по-елегантно. Инаку, многу ги сакам јас овие модификации на варијантата на мала црна или на малиот црн фустан. Мислам дека некој звони. Кој? Well. Мерлин Монро дигаше раце, сега оваа ги демне скопскиви улици да види што ќе се случува. Сега, да одиме со она што мене ми се допаѓа или она што го наоѓам јас по Инстаграм, девојки кои изгледаат како што треба да изгледаат. Погледнете колку различно изгледа ова девојче, колку изгледа добро, колку изгледа модно, колку гледам некако напред, гледам надвор од кутијата, гледам надвор од се она што сите ние го гледаме. Многу ми се допаѓа тој архитектонски пресек на нејзиниот фустан, многу ми се допаѓа како се измешани тие парчиња на материјал, колорот како е потенциран, меѓутоа целата композиција на фотографијата, многу ми се допаѓаат чорапчињата со сандалите во овој случај е апсолутен погодок, одлично средена коса, одличен мејкап, одлична фотографија, браво. Ова личи на светски едиторијал, поготово композицијата во која што е сликана изгледа се перфектно, тука нема мана. Ова е урбан изглед. Ова е знак дека некои луѓе гледаат напред и се свесни дека е 21 век и дека не треба да бидат квази старлети, него треба да бидат урбани и кул девојки кои изгледаат вака или сакаат да бидат автентични сами на себе си. Па погледнете она колку е добра. Значи, она не глуми дека е манекенка, нема тука никаква претенциозност. Тоа го направила толку ноншалантно, толку, што би рекле французите, толку шик. Одлично се дотерала, одлична коса, одлично здолниште или фустанче, што и да е, со одлични чевли, во одлична поза. Браво, девојко, браво. Погледнете колку е добро врзан тој турбан. Не е како оние што не треба, кога врзуваат глупости на глава. Вака направете го тоа. И она тука потенцирала и го потенцира и турбанот, кој е во таа сивкаста боја, многу убаво го врзала тој чвор напред, изгледа малку наликува и на ружа. Се покажува некој си артистички момент што го има кај себе си, со мејкапот кој што го направила. Ја покажува голотијата на еден многу фин начин, сензуалност, женственост и многу ми се допаѓа металик устата. Браво, девојче. Секоја чест. Браво. Имаме уште една девојка, која има различен стил од претходната, која повторно ја гледаме во едно модно издание, на улица, со одлична коса, одлична линија на тело, црно-бела комбинација, меѓутоа повторно нема никакво експонирање на вулгарност. Тоа го прави многу фино, многу префинето, а при тоа повторно открива дел од себе. Значи, тука дефинитивно важи теоријата дека Памела Андерсон, да ја облечете и во Шанел, ќе изгледа малку невкусно, а Моника Белучи, да ја облечете и во најбейзик затворена ролка, ќе изгледа женствено и сензуално. Слушајте го ова што ви го зборувам, за да не бидете квази старлети. Кој звони? Не се свиѓа. Ова па прва да се јави. Истата девојка, гледам, ги сака црно-белите комбинации, ги прави на супер начин. Претходно ја видовме во фустан, сега ја гледаме во црн топ, гол стомак, меѓутоа не е погрешно експониран, браво. Бели панталони,
Бели патики, одлична поза, супер фора е со точакот, секоја чест. Па погледнете ја како она изгледа на плаша, драги гледачи. Па она тука стварно, не знам што дали идејата е било да изгледа како Victoria's Secret модел, меѓутоа она вистински изгледа. Вака се слика кога сте на плажа, вака се слика кога сте у костим за капење. Распар, значи горниот дел е бел, долниот дел е црн, нема никаква вулгарност, покажува одлична линија на телото, меѓутоа сепак е атрактивна. Вака тоа се прави, а не кога ќе се фрлите со деколтето и со задникот вака. Вака сликајте се. Ова изгледа добро. Машките сакаат ова да го гледат, не сакаат да гледат квази старлети. Како не разбирате? Браво, девојче. Уште една девојка што ми го одзема вниманието, погледнете колку е кул, погледнете колку тоа добро изгледа, погледнете композицијата на фотографијата, како е стилизирана пунџата, мејкапот, палтото што го носи, фармерките, чевлите. Браво. Многу урбано, многу Нью Йорк лук. Браво, девојче. Истата девојка, одлично стилизирана, супер е шеширот, супер се плетенките, добар е мејкапот, одлична е блузата, минимален изглед, кој е разбиен со тие мали детали од нејзината коса, кој што добила една нота на да ја истакне нејзината убавина на вистински начин. Браво, девојче. Да не ми звони звонат. Кој е? I didn't do anything. Ти ништо не си направила, ти се свиѓаа девојчињава? Знам, не се секирај, сега ќе одиме и со вашиот омилен дел, каде што ќе ни испука душава и ќе испукаат и балони и све ќе лета. Фуф, фуф, фуф. Инстаграм профил. Што пишува? Дали може да прочитате што пишува? Каков опис дава? Дали она има опис дадено сама за себе? Professional cat lady. Професионална жена мачка. Ајме, куку, мајко света. Кај имаме блогерки, тако звани, кај имаме инфлуенсерки самокрстени. Сега имаме и професионална жена мачка. Па да видиме како изгледа професионална жена мачка. Тоа прв пат го слушам. Професионална жена мачка. Леле, дај да видиме како се изгледале професионални жени мачки. Добро, тука освен што малку личи на еден магшот, меѓутоа некако е... Да, изгледа као да е уапсиле, у некој модерен затвор, меѓутоа не е она тука лошо стилизирана. Ми се свиѓа косата, малку мејкапот е така како да не спиела 1-2-3 дена. Мајцата е супер, поготово многу сакам мајци кога имаат добар надпис и кога имаат поента. Така да за овој изглед, за мајцата, за пунџата, за композицијата на фотографијата има, каде ова штапчево, има да, за мејкапот има не. Али тоа е жена мачка, и то професионална жена мачка. Леле, драги гледачи, вака ли изгледаат жени мачки? Кога изгледале жените мачки вака? Кога? 99-та година? 2002? Кога ги искинале пердињата, чаршавите, сатенските постелнини од баби, од дедовци, тоа што го носат, што се дава за невеста, како се вика тоа? Како се вика тоа за невеста што го дават? Чеиз, што се... Од чеизот ли е ова? Од прабаба и од прадедо и на Хурем Султан ли овде оди на аудиција кај Хурем Султан да ја биде тргачка, значи овде така она изгледа. И што е со косава, што е со овој дизајн? Што е со чевливе? Али професионална жена мачка? Мјау! Професионална... Ке ми пукне душата. Драги гледачи, она е професионална жена мачка, така се напишала на Инстаграм профил. Зошто да се напишеш дека си професионална жена мачка? При тоа жена мачка, вака ли изгледа? Во вакво ли материјал, статенче, значи она се љуби материјалчиња од, како се викаше тоа? Чеиз. Тие што ги давале, веројатно, кога ќе прават, не ги давале, не ги давале на нејзините предци и од чеизот од бабите, она си така, од тоа што било за постелнина, тоа што било така за фини работи, она си скроила еден кетсјут,
Значи едно оделце за да биде жена мачка и при тоа со корсетче, а погледнете ја косава. Професионална жена мачка. Сама себе упропастила. Кој звони на линија? Молим. Професионална жена мачка е тоа Круела. Тоа ти не се разбираш, немаш појма, тоа е нова професија. Професионална жена мачка. Ајде да видиме. Професионална жена мачка со други мачки у друштво, али изгледаат ко мачки да ги тргале двете. Сите три. Сестрите на Пепелашка со некоја си другарка што ја истргале на улица. Зошто имаат слични сукнички, да не се на некој ивент кај што морало од синдикат, веројатно на овие две им ги дале, да ги носат тие сукњи, или од некое здружение, или од некоја месна заедница, веројатно. А оно девојче што е малото црно фустанче и најпристојно изгледа, али не ми е јасно дали има доле месо боја хулахопки што Анџелина сака да ги гори или не, нема да го коментирам овој изглед. Вака веќе никој не се облекува. Ова веќе не проаѓа. И зошто ја сакате таа должина? Зошто сакате кога вашите олништа, фустанчиња, сукнички ја имаат таа должина? Во модниот свет има едно правило. Или носете многу мини, многу кратко, ако ви стои, ако е направено тоа за вашата линија, или доколку ја немате потребната линија и не знаете тоа да го носите, нека не биде една рака над колено. Спуштајте сукњата под колена. Срамата е покри колениците. На ништо не личите. Кој звони? Хало? Кој е? This curse will last to the end of time! Изгоре, отиде. Джиш. Нема вака. Не, али професионална жена мачка, така се крстила. Леле, драги гледачи, професионална жена мачка. Да мјаукам, да рикам, да лаам. Што да правам? Не знам што да правам. Ко змеј ке земам, огин ке плюкам, ке джишне тука студиото, некој звони, ало! Ау, Бритни се потресе пак. Значи, Бритни Спирс ја преживеа кризата 2007 година. Ние сме 11 години после Бритни Спирс, што имаше крах од жени мачки и од што ја спопаѓаа разноразни глупоштини, имаше нервен слом, а тоа нас ни се случува во 11 години подоцна. Луѓето изгледаат вака и се пишуваат жени мачки и се фенираат со вакви коси и шминката се нашминкала на жена мачка. Па имаше една, отворете жена мачка на Google да видите што ќе ви покаже. Ај, тоа е за шминката и за косата. Накитот ми се допаѓа, повторно злоупотреба на црно и бело. Зошто? Зошто? Еве сега јас ќе ви кажам зошто не ми се допаѓа овој фустан. Може би на некој друг да, кај неизе не. Заради тоа што контрастот на црно и бело, ако не знаете, помеѓу црната и белата боја, она не знае. Помеѓу црната и белата боја има огромен контраст. Сега, се што е бело, визуелно се истакнува нанапред, се што е црно оди во заден дел. Многу лош крој, поготово кај градите. Тој дел е најлошиот. Долниот пресек на фустанот, иако бил во пруги, иако е во црна линија, може би ќе ја истакнал фигурата, меѓутоа ја шири во една непотребна варијанта, во едно непотребно издание го покажува тоа деколте што е преагресивно, уште ставила накид, има торба и црни очи и Кармин со непознато потекло од непознат гуштер што живее некаде по чудни земја, чудни места на земјава, више не знам ни што зборам. Друга. Оваа не е жена мачка. Она претходно беше жена мачка, а оваа е... Јас нема да ја крстам никако, само ќе ми пукне душата. Зошто? Зошто вака да сакате да се сликате? Какво е тоа? Дали она излезе по костим за капење, на кој што дома она сама си лепела некој кристалчиња, некој пластики од лустер вадела, корнела од некаде, джапала, по пазари се тргала за да ги нареди тука, или била кај некоја шнајдерка што ја рекла, ушо ти е убаво ова, па другарките ја пофалили и рекла, преубаво ти стои, па се нашминкала, па се наместила вака, како да нешто не е во ред. И се само упропастила. Никогаш немојте да го правите ова. Зошто да сакате да имате вакво деколте? Кој звони? Ало?
Па ја боли глава, Мадона више не е јасно што се случува во оваа земја. Те е во Лондон на модна недела, те е во Лисабон со децата, те е во Лос Анџелес снима албуми, снима спотови, се соблака гола ден денеска на 60 години, ама ова не е јасно. Зошто се вика, каде овие луѓе живеат? Овие луѓе сакаат да одат во Европа. Вака ли се оди во Европа? Вака ли се оди во Европа? Вака од Европа те бркаат. Така. Леле, драги гледачи. Морам, чека каде? Морам со. Зошто? Зошто? Кој звони сега? I'll tell you what you're gonna do. You're gonna march yourself upstairs to your room and you will stay there until I tell you to come out. Убаво ти рече Джон Крафорд. Прва се најави, знаев дека ќе биде агресивна денеска, многу е страшна. Значи не во неизино време, не во друг век, во ниеден век, нити во иден век, ни у време, ни у невреме, нити у рај, нити у пекол, нити у лево, нити у десно, нити на оваа фреквенција. Ова само во чива глава проаѓа ова? Во чива глава ова проаѓа дека е ова добро и дека некој сака да се слика како да е фатен вака и пуф, како джин да ја земал, како да ја земал джин, знаете што е джин? Чудовиште од филмови, ја земало и ја джитнало, ја укопало у песокот и она останала така и се сликала вака. Зошто? Зошто девојко Господје, што и да си, зошто си го направи ова сама на себе? Зошто се фрли? Она така љуби да се слика, драги гледачи, ке испукам балони, кај ми е водата. Она и во купатило се слика така, и се корне за коса, пошто се гледа. Кој некој звони? Ало? No, God! Машките не сакаат. No, God, please, no! И јас No! молам. No! Исто. Викам, please no, No! please no, please no, please no. Ве молам, не, тука знаете дека ова не е во ред. Ау, драги гледачи. Ова е веројатно пред да дојде джинот. Ова е пред да дојде джинот и да ја грабне и да ја фрли он дека карши морето. Она била закопана на песок, ама ја сликале камери. Ама и она сака да го прати трендо со хоп. Леле мајко, зошто го правите луѓе ова? Зошто си го правите, бе, девојчиња, господи, жени, ова не мора по секоја цена да го следите трендот. Значи, кај машките има еден тренд, се соблакаат голи и си ги сликаат мускулите. Па замислете на што ќе личам јас, со моите 60 кила, и ја да земам вака да позирам. Пошто е така, нели, модерно сега да се оди у теретана да се има мускули. Па не можеш да го правиш тоа. Знаеш ли ова девојко како се прави? Па сега јас ќе ти ја викнам Бионсе на тебе да ти покажам како тоа се прави. Бионсе! Те молам уште еднаш, јави се на Бионсе да ми дојде убаво на душата. Те молам, така. Браво бе Бионсе, бе, браво бе Бионсе, бе, браво Бионсе. А овде што? Овде што? Да, 80 години се у мода, али ова корсетчево Мадона што го носи на Like a Virgin, веројатно сега е зафатена под нешто звони, иначе кој знае што би ти направила. Не е лошо ти тоа што си имала некаква си идеја да се ставиш во некој си моден концепт во 80 години. Тие, меѓутоа, ова премногу личи на долен веш. Значи, тие корсети што се за надвор, не се и за спиење или не се за подфустан. Ова ти е девојче корсетче за подхалина, не е корсет што се носи надвор на улица. Мислам, немам проблем, искочи ти по Брус Халтер, ама нема да личиш на ништо. И што е со мејкапов? Леле, драги гледачи, што е ова? Дали се ова мачкишта, истргани, испокинати, испокубани, испогазени со кола, изфрлани, и со пукнати души мачки, па тука се нешто сплетани, ама она си ја сликала косата, проблемот е што она ја испржила косата и она мисли дека е косата добра и се сликала со ваква коса.
Зошто сакате да изгледате оваква коса и да го постирате ова на социјални медиуми? Ке ве молам, драги гледачи, кој се шета со оваква коса? Одете на фризер 21 веке. Значи, одете у најлошата чешлара, ке ви ја направат косата, во најлошиот фризерски салон за 100 денари ке ви ја средат косата. Немојте да го правите ова, пукате петардили во главите. Што правите и го ставате тоа на социјален медиум? Не, и некој ми звони. Кој е? Ова беше брутално. Пење. Вода не можам да се напијам. Вода не можам да се напијам. Сценографијата ми е нова, не можам да ја кршам секогаш зборам тоа. Шо да правам, да ставам вика булјача? Да вадам ли на очери, да цупкам ли уместо? Шо да правам? Шо да правам? Она се пишала горе, како е пишана? Реки, а шо Мерлин Official? Така ли пишува? Мерлинка Official ли пишува на Инстаграм профилот, а она има шминка джигер боја. Она има лице кое што нема тон. Она има боја на мејкап која што не смее да постои. Она има пигмент кој не е за живи луѓе. Многу лош мејкап. Исклучително, али битно она видела дека треба да се става нешто што се вика хайлайтер и дека треба да свети. Она се пишала Мерлинка Official, го облекла тоа фустанче што сака да пукне на неизе. И битно има пржара од коса, која што тука малку така федерче, нешто куклесто. Звонеше ли некој? Кој е? Уште! Многу сакам оваа Бритни Спирс кога ќе се јави. Уште! 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 Имам уште еден балон, не знам што да му правам, на која да го пукнам. Ќе ми изгледа тука, ќе ми испука балонов сега. Драги гледачи, готово е. Драги гледачи, чекајте на кого да се јавувам. Чекајте што да правам. Драги гледачи, не е можно ова што го гледам. И затоа, јас пак сакам да се јавам на Тамара Тодевска. Тамаро, шо преиш? Тамаро, Мерлинка Official. Знам дека ја гледаш. Ај, испеј нешто, те молам. Па ова е крај на филмот, ништо или се. Тамара, извините, се исклучи вака те фрли. Ова е крај на филмот, ништо или се. Кој звони сега? Ме побудале, тој телефон те штикла, кој е? Да се изгорат тие фустани за секогаш, никогаш вака да не се сликате веќе на Инстаграм. Зашто имаш црвено перде како шал? Зошто имаш ваква коса? Зошто имаш таков мејкап? Official Мерлинка била. Она е Кет, професионална жена мачка, ова е Мерлин Official. Па сега Мерлин Монро ја пуштив денес на пауза. BMG Media Group ја ослободи за да не ти ги види сликите. Леле ја носи Мерлин на ташна. Леле, Мерлин Монро има на ташна, косата ја мачки ја тргале, ја перела со варакина, ја со сапун за петици ја рибале, косата ја потурале, со алкохол, па ја рибале да ја обелат. Али битно, она гордо си ја носи, девојко, почише се, фрли тоа ташната, среди се кој што треба, промени го името, не можеш да си ти Мерлинка Official. Не можеш ти да си Мерлинка Official, ќе се излизгам. На плажа! Кој ме бара? Готово е! Празно е на плажата. Се избегале сите околу. Леле, драги гледачи, што прават луѓето сами со себе?
Леле, драги гледачи, чекај, нека стои на линија, нека ве молам, леле, драги гледачи. Она има сребрени кондурчиња. Она има сребрени топучиња, кондурчиња. Значи, кол оваквото металот е у мода, да, и мачот ми е метален, штиклата ми е метална. Али Мерлинка Official да те види, па барем вакви чевлички. Да, вакви чевлички да облечеше, подобро ќе беше него ли тие топучиња што се ги ставила, што не стојат на твојата фигура, али битно ти имаш фустан, плесна школа за у 90-ти години. Вака одеа на уметничко лизгање порано, кога не знаеа како да се лизгаат, вакви фустанчиња облакаа со гол грб, али битно си била кај некоја чешларка, ти ја собрала тука косата, ти направила мокри некои таму локни и ти така уште гордо си се сликала. Каде бе вака? Каде вака? Нема балони, кога рујнам во водиве тука ги направам. Лом. Кој да, беше некој на линија. Кој е? Кралицата што сакаше да го искорни срцето на Снежана, неа и пукна главата и пукна душата, се разнесе. Ало, Дизни Лике. Значи она, Рики, ова слушалка ми се истрга, ти ми рече да не ја стегам. Сега ќе видиш кога ќе завршам со емисија. Кралицава од Снежана, знаете ли од кој век е она нацртана? Неа и пукна душата, што го гледа ова, јас што го гледам. Не ми е добро. Што имаме следно, кажете ми? Заборев, чекај. Аха, да. Имам едно мало видео за вас. Што? Погледнете за што станува збор. Ево ме, долазим sa probe. Znači, do sada sam učila ono tverkovanje. J-Lo je to radila nešto ovako. Tako da... Ај, Дженифер Лопес, покажи како се прави ова. Let me show you how to do it. Многу сакам Дженифер. Така се прави тоа. Леле, на два екрана ме има. Хоп. Хоп. Диш. Диш. Така е, J-Lo. Покажи како е то тверковање. Добро, добро, смири се, Дженифер, смири се. Сите се собрани у студио тука тате. Леле, Анджелина Джоли. Куейт. Леле, и самовилите дојдоа и све се собра тука, готово да биде. Сега одиме, ќе пробиеме малку термина, ма ќе биде многу кратко. Следно. Одиме, да, со тоа што го барате самите, со рубриката момчињата на Инстаграм, кои изгледаат многу добро. Станува збор за дечко која третира модата на еден спортски, многу урбан, многу кул начин. Вака се прави тоа. Следно. Супер изгледа, одличен е тој дукс, со тие црни фармерки, со белите патики, стритвер, браво. Одлично искомбинирана спортска комбинација. Многу се ин, многу се трендовски тие дуксови у тие бои. Добри тренерки, одлични патики. Кој звони? Ало. Мадона ги дзирка. Знаев дека она кај момчињата ќе звони. Ги дзирка. Повторно имаме дечко у бел дукс, црни фармерки, црни патики. Додуше, овдека ќе беше многу пофора, да имаше бели патики, меѓутоа изгледа како и да е одлично. Вака се прави едноставна минимал модна комбинација. Вака, кога се акцентираат детали и кога деталите се добри. Браво за мејцата, браво за белиот зид, браво за црвените наочари. Одличен изглед, супер е мајицата, супер се карираните панталони, споил црно со тегет, кариран дезен. Супер ќе беше да имаше бели патики на оваа целата комбинација, ќе разбиеше, ќе дадеше еден друг момент, меѓутоа изгледа одлично, многу ми се свига заради тоа што е сликан во ваква минимална позадина и заради тоа изгледа супер, одлично, браво. Кој звони сега? Пак е Мадона, 100%. Кој е? Нема, она мора да се проврти тука. Мора, она не може да одолее, сака да и пукне душата. Кога ќе види млади момчиња се фрла лево, десно. Тоа е. Што имаме следно? Кој звони? Ало? Listen well, all of you. Listen well, all of you. Ви вика слушајте добро сите. Зошто ви вика слушајте добро сите? Зошто јас ќе читам писма. Чекате, имам рукавици, телефонов не може да ми се отвори. Поруки што ми праќате, на кои што јас
не можам да ви одговарам на сите поединечно, али можам да ви одговарам вака. Ајде, идеме со првата порака. Би сакала да знам што мислите за комбинацијата од кратки фармерки, шорцеви и патики. Некој спортски дуксер, на долги ракави или шушкавец. Ви благодарам однапред, секоја чест за начинот на кој ја водите емисијата. Не само што е едукативна, туку и хумористична. Дефинитивно ми го раззабавувате денот, продолжете. Морам вака у телефонот, не можам да најдам поруката. Ти благодарам за поддршката и за убавите зборови. За комбинацијата што ме прашуваш за кратки фармерки, односно шорцеви, со патики и со добар спортски дукс на долги ракави или шушкавец е многу е многу тренд. Поготово ако дуксерот е оверсайз или е голем, а шорцевите се тесни, меѓутоа внимавајте на каква линија на тело го облекувате ова, заради тоа што не сакате да изгледате како бурево јорган. Значи, оверсайз дукс, за да имате оверсайз дукс, треба да сте прилично слим фит, за шорцевите да ви стојат добро и за патиките, и кога ќе облечете патики на оваа комбинација да изгледате онака како што треба. Сега тука ќе морам да си го најдам телефонот, пошто од овде јас ништо не читам. Да, вака вика. Секој ден ти ги гледам епизодите и можам само да ти кажам едно големо браво. Премногу се согласувам со твоите размислувања и коментари. Оно истото што јас го мислев и коментарите уште пред да излезе еден ваков концепт на еден ТВ. Дури секојдневно се прашувам како може до толку исто да размислувам, особено кога станува збор за катастрофите на Инстаграм. Сликани во прелош амбиент, без вкус и никаква смисла за естетика. Одамна велам дека Инстаграм не е за секој и тоа е факт. Продолжи вака најдобар. PS, се надевам дека народов ќе свати дека на Инстаграм не се објавува се. И јас се надевам дека народов ќе свати дека на Инстаграм, односно на не е битно дали Инстаграм, на било кој социјален медиум, дека не сме и не треба да се објавува се. Сега, шо имаме? Мислам да не ме бара Анджелина пак. Не ме бара. Мише ми звони у глава. Готово се побудалев. Ајде да видиме што имаме у свет. Значи, одбрав фотографии од една од најпознатите светски фотографки, се вика Елен фон Умверт. Она многу сака да слика ала старлета, многу сака пин-ап и е многу инспирирана од тој изглед и од тој лук, така кажан. Сега, како познатите, она ги става во пин-ап варијанта и колку они добро тоа изгледат. Јас многу сакам старлети, али кога се добри. Вакви, видите Салма Хајек, видите Аријана. Се е тука направено како што треба да биде. Повторно имаме покажување на голотија, на сензуалност, на сексуалност, меѓутоа кај секого е тоа различно направено. Погледнете Кристина Агилера како изгледа. Црвен кармин, деталите, градите, се е тука потенцирано, меѓутоа е многу модно, многу фешн. Погледнете она како изгледа, драги гледачи, да ви пукне душата, грабаш, не да грабаш колата, вака се прави тоа. Погледнете Мајли Сайрус како изгледа, нели? А вие би се сликале вака со витлерите по дома, од бабите и со чеизот и со јорганот напикани меѓу вас, ама веројатно би напукале едно деколте толкаво. Не, вака се прави тоа. Погледнете, драги гледачи, па кој може да одолее на ова? Ако го гледате ова и гледате вакви фотографии, па направете го тоа добро, изгледате добро, направете го тоа вака. Само ќе добиете убави зборови и аплауз од сите, на сите им се допаѓало. Погледнете Мадона како изгледа на 60 години. Повторно е гола, повторно е пинап, повторно е старлета фазон, повторно е ама. Нив прво им е тоа работа они да се сликаат вака, а плюс го прават и на одличен начин. Еве уште една зјае туку камера. Одлично изгледа. Браво за Елен фон Умверт. Кој звони? Ало? Евеа се појави Мила на мене и она се снимала голама. Видете колку е фина, колку е кревка, колку е питома, колку е сензуална, колку е најубава у цел свет. А не вие мене ќе ми ги пукате душите. Такви
плажа изфрлени како джигер. И за денеска јас ќе морам, односно не морам, него треба да се одјевам, да ви се заблагодарам за вниманието. Се гледаме утре во уште едно издание на темата мода со мене Сергеј Варошлија во Студио 1. Ви посакувам убав остаток од денот. Проследете нашата програма и останете со колешката Јана Јосифовска и незината една минута. Поздрав! Strike a pose.